веќе повеќе од 10 дена го гледаме вашиот циркус, но и повеќе од 10 дена ве слушаме како се повикувате на некоја си граѓанска волја, граѓанска свест, како го сквернавите тоа што за нас беше граѓанска свест и протестирање. И во принцип премолчувам, бидејќи сакам да избегам да ја водам дискусијата во друг правец, ама денеска не можам да молчам. Денеска е една година од најголемото граѓанско будење и обединување за заедничка цел. Пред една година Ѓорѓе Иванов официјално од председател се претвори во фигурата која што го штити вашиот криминал, кршејќи го уставот, титула која што последните 10 дена ја презема председавачот позади мен. Тоа беше спојување на партии и непартиски граѓани кои ги оставија своите индивидуални цели зад себе. Но доволно е зборувано за тоа. Доволно е зборувано и за тоа што направивме. Благодарение на шарената револуција, Груевски, голем дел од неговата банда и добар дел од вас, колеги и колешки, денеска не сте аболицирани, туку сте осомничени и обвинените лица. Благодарение на шарената револуција ги откажавме едностранно закажаните избори за 5 јуни кои вашата партија ги закажа. И избегнавме демократија по терк на Трајко Велјановски од 130 пратеници од ВМРО ДПМН во собранијата. И за секогаш ја променивме политичката сцена во Македонија, сакали или не, вие тоа да го признаете. Не нарекувате насилници и хулигани. Велите дека сме ги сквернавели и уништувале државните символи. Прво да почекаме да искочи на видели на вестината за Скопје 2014, па да видиме дали сквернавевме, уништувавме државни символи или последици од кривично дело. А што се однесува до овој дом, ние го обоивме. Но вие, колеги и колешки, вие, господине председавач, го уништивте и го осквернавивте долго пред ние да го обоиме. Го сведовте на гласачка машина и пропаганда, и пропаганден апарат на ВМРО ДПМН и ништо повеќе. Велите дека сакате дебата, не ви пречеше ништо кога носевте по 130 закони во 24 часа. Велите дека сте патриоти и ве интересира Македонија, а де факто преговаравте за името позади грбот на граѓаните. Не правите насилници. И факт е дека имаше насилни инциденти, но од кога го фрливме првиот балон боја, немаше ни еден повреден, имаше само 3 или 4 скршени прозори. И тоа не можете да го негирате. Ја направивте полицијата и правосудството, ваши партиски испостави, а малкуте професионалци молчеа поради стравот. Но доста беше, шарената револуција рече доста. Доста беше страв. Доста беше молк. Пред некој ден, господинот председавач ме опомена за тропањето на маса и ми рече дека не сум веќе шарен, сега сум пратен и ќе треба да се однесувам така. Иако го прифаќам делот со опомената за тропањето, господин Велјановски, јас ќе бидам шарен долго откако ќе преставам да бидам пратеник. А сакали ли не да признаете шарената револуција и денеска, и долго после денеска ќе го бои овој дом. Само сега го правиме тоа од внатре.